Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, следува пресконференцијата на заменик председателот на владата на Република Северна Македонија за европски прашања, господинот Бујар Османи. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, следува пресконференцијата на заменик председателот на владата на Република Северна Македонија задолжен за европски прашања, господин Бујар Османи. Благодарам, фалендерит, почитувани. Дозволете да ве информирам за мерките кои што владата ги превзема и за актуелностите околу обезбедувањето странска помош во справувањето со COVID-19. Како национален координатор за странска помош, Секретаријатот за европски прашања уште минатата недела формираше работна група од представници на институциите како едно централно место во кое што се собираат сите приоритети и потреби од страна на институциите во комуникација со меѓународните донатори. Првично беше направена листата од 89 артикли од Министерството за здравство кои што се однесуваат на потребите на инфективната клиника за проектирана состојба од 2000 пациенти кои што би имале потреба за лекување во инфективната клиника во наредниот период и истата беше дистрибуирана до сите донатори. Потоа беа направени 3 дополнителни листи за потребите на 5 институции, и тоа Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, ЦУК и Дирекцијата за заштита и спасување, и тоа листа за потреби за првиот месец, листа за потреби помеѓу првиот и третиот месец и третата листа за третиот до шестиот месец. Паралелно е формирана координативно тело на агенциите на Обединетите нации заедно со делегацијата на Европската Унија и представниците на нашето координативно тело кои што на дневна основа ги централизираат потребите на институциите како и можностите на донаторите за обезбедување на потребите на институциите. До сега обезбедени се веќе 25 респираторни машини обезбедени преку средствата на Норвешката амбасада кои што ги спроведува Агенцијата на Обединетите нации УНОПС. Во моментот респираторите се во депо во Турција и разговараме за деталите како да се транспортираат до Скопје заради отежнатиот земски транспорт, така да разгледуваме опции за заеднички транспорт со другите држави од регионот со цел овие 25 машини, респираторни машини за потребите на инфективната клиника да стигнат во Скопје. Обезбедени се дополнителни 30 респираторни машини кои што во моментот се во Кина, а се купуваат од средства на Европската Унија од првите 4 милиони евра кои што ги обезбеди делегацијата на Европската Унија, а ке се купуваат преку UNDP, Агенцијата на Обединетите нации. Исто така тука разговараме за деталите како да се транспортираат овие 30 респираторни машини во Скопје. Народна Република Кина одговори позитивно на нашето барање за обезбедување на респиратори, меѓутоа бидејќи состојбата е да 100 земји во моментот бараат респиратори од Кина, истите не ги имаат на лагер, туку ги произведуваат тековно, затоа количината на респиратори кои што ќе може да се обезбеди од директно во рамки на билатералната соработка со Кина не може да се каже, меѓутоа како се произведуваат тие ќе бидат достапни за нашите институции, а истовремено амбасадата на Кина обезбеди годишниот фонд кој што го има амбасадата, го насочи за потребите за набавка на опрема за борба против COVID-19. Информирани сте дека Еврокомесарот Вархеј одговори на писмото кое што го пративме пред неколку дена преку писмо до премиерот Спасовски, во кој што одговори и информираше за неколку одлуки со кои Европската Унија ќе ја поддржи земјата во справување со предизвиците од пандемијата. Прво се ги обезбедија, односно ги активираа 4 милиони евра како средства за итни потреби и тука влегуваат тие 30 респиратори кои што преку UNDP ги купуваме од Кина. Потоа комесарот информираше дека е прифатено нашето барање да 50 милиони евра кои што ги добивме како награда за реализација на планот 369 и планот 18 да бидат пренасочени за олеснување, односно митигирање на социоекономските ефекти од самата пандемија, а исто така од страна на Европската Унија се обезбедени 9 милиони евра за проекти
проекти од програмата за поддршка на мали и средни предпријатија, како и 3 милиони евра итни средства за поддршка на буџетот. Со тоа, Европската Унија во погон става средства во износ помеѓу 65 и 70 милиони евра кои што и се ставаат на земјата на располагање. Покрај тоа, Еврокомесарот потврди дека ги разгледува можностите за вклучување на земјата во пошироките механизми на Европската Унија во справување со COVID-19, а тука е пред се Европскиот солидарен фонд. Европскиот солидарен фонд е фонд кој што е создаден некаде 2012 година за справување со елементарни непогоди и пандемии во земјите членки и во земјите кои што преговараат. Така да срекна е околност е што ние добивме одлука за започнување на преговори со Европската Унија, со што добиваме право да имаме пристап кон во овој Европски солидарен фонд, право кој што го немавме како земја кандидат, и затоа очекуваме формализација на одлуката во текот на денешниот и утрешниот ден од страна на Европскиот совет, со што би се пратило писмо веќе во статус на земја преговарач до Европската Унија за пристап до Европскиот солидарен фонд. Така да, по првичниот шок од епидемијата COVID-19, Европската Унија почна да ги активира механизмите за заедничко делување и солидарност. Можеби некому тоа делува бавно, но реакцијата на Европската Унија е навремена. Имајте предвид дека ова се само првични активности за поддршка кои со сигурност ќе се зголемуваат во периодот што престои, и тоа како и од самата Европска комисија, институциите на Европската Унија, така и во рамки на билатералната соработка и поддршката од земјите членки. Благодарам. Сега дозволете на албански. Почитувани представници на медиите, почитувани граѓани, дозволете ме да ве информирам за мерките кои што владата ги презема за последните актуелности за обезбедување на странска помош за соочување со COVID-19. Како национален координатор за странска помош, јас и секретаријатот за европски прашања креиравме една екипа на представници од институциите кои што се занимаваат со соочување со пандемијата, која што ја ги централизира потребите на институциите, како и комуникацијата со меѓународните институции, кои што исто така формира една работна група овде во Скопје за да се координираат со агенциите на на Европската Унија, и имавме средба и со амбасадорката на САД во Македонија, Кейт Мари Брнс, за да можеме да имаме централна комуникација со меѓународните институции и овде со нашите домашни институции. Направивме листа за потребите на клиниките пред се, но и за останатите институции. Првата листа е со 89 артикли за инфективната клиника, за проектираната ситуација за околу 2000 пациенти кои што ги предвиди Министерството за здравство, доколку тие евентуално би имале потреба во иднина, за кои што треба да се подготви клиниката инфективна во Скопје, и клиниките кои што се одредени за третирање на пациенти заболени со COVID-19. Оваа листа е доставена до сите донатори и странски амбасади во земјата. Подготвени се уште 3 дополнителни листа за исполнување на потребите на 5 институции, тоа Министерството за здравство, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, и овие 3 листи ги предвидуваат периодите за 1 месечен период, потоа за 3 месечен период и за 6 месечен период. Исто така, овде е искомуницирано со сите меѓународни донатори. До сега комуникацијата на секретаријатот за европска прашања, ние обезбедивме 25 респиратори од Норвешкиот фонд, обезбедени преку Европската Унија, преку НОПС, кои што моментално се наоѓаат во депо во Турција, и разговараме за начинот на кој што тие би се транспортирале во Скоп, бидејќи е отежнат транспортот, нелиземниот транспорт, и евентуално ова би го направиле преку Црна Гора, заедно да ги транспортираме машините, респираторите преку нивните транспортери се до Скопје. Обезбедивме 30 респираторни апарати од фондот на Европската Унија. Овие апарати за респиратори моментално се во Кина и се осигурани во рамки на Европската Унија и UNDP, и влегуваат исто во овој фонд, и се преговараме како да ги доставиме до Скопје. Исто така Народна република Кина преговараме за околу 200 респираторни апарати. Имаме позитивен одговор
за обезбедување на овие респиратори, но факт е дека околу 100 дека тие всушност немаат на лагер респираторни машини, немаат резерви од нив, туку тие како ги произведуваат така и ги дистрибуираат до земите кои што имаат потреба, така што не можам да го кажам точниот број на респиратори кои што можеме да ги добиеме од Кина во билатералната соработка, додека што се однесува на писмото кое што го испративме до еврокомесарот Вархеј пред неколку дена, тој одговори дека ќе ги активизира итно 4 милиони евра кои што се за медицински потреби. Дел значи од ова се и 30 аспиратори кои што ги спомнав во однос на Кина. И исто така ни одговори позитивно за 50 милиони евра кои што ги баравме како средства за реалокација на потребите за справување со кризата, односно за справување со социоекономскиот импакт кој што ќе влијае на кризата во земјата. 9 милиони евра се проектирани од програмата за поддршка на мали, средни и микропредпријатија од Европската унија и 3 милиони поддршка за буџетот. Некаде околу 65 до 70 милиони се активирани од Европската унија, но наспроти ова Европската унија одговори позитивно дека Северна Македонија може да има пристап до солидарниот фонд на Европската унија, во кој што пристап имаат само земјите членки и земјите преговарачи. За среќа ние добивме одлука за да ги отпочнеме преговорите и со тоа го добивме правото за да имаме пристап до овој солидарен фонд во моменти кога земјата доби одлука од Европскиот Совет, така што ние ќе го активизираме и овој механизам за пристап до солидарниот фонд на Европската унија. Почитувани, Европската унија започна да ги активизира своите механизми за солидарност и помош. Можеби за некому ова изгледа дека е бавна реакција, но ти реагираат на време. Имајте предвид дека ова се само првични активности за поддршка кои што со сигурност ќе растат во периодот што доаѓа. И самата Европска комисија во институциите на Европската унија, но и во рамки на билатералните соработки со останатите земји, донатори со другите донатори. Ви благодарам. Ви благодарам, господин министар. Представници на медиумите, сега ќе ги поставам прашањата кои се стигнати од ваша страна во нашиот официјален мејл. Прво прашање, Билјана Георгиевска, телевизија Клан. Дали датумот за почеток на преговори за кој долго се зборува значи сега? Започнувањето на преговори има три моменти. Има одлука за започнување на преговори, има преговарачка рамка и ден кога се одржува меѓувладината конференција кога започнуваат формално преговорите. Ние овие 15 години имавме проблем да добиеме одлука за започнување на преговори. Одлуката значи политичка волја на 27 земји членки да ни дадат можност да влеземе во последната фаза од патот кон ЕУ кој што ќе завршува со полноправно членство. И ние вчера добивме одлука за започнување на преговори, тоа што не можевме да го добиеме заради ветото на различните земји во последните 15 години. Според најавите кои што јас претходно ги имав пред пандемијата, планот за нас беше првата меѓувладина конференција да се одржи некаде во јуни. Значи, после, бидејќи сега Советот даде мандат на комисијата да спреми преговарачка рамка, истата треба да се усвои и да се одржи меѓувладина конференција каде јас како шеф на државната делегација би присуствувал во Брисел пред земјите членки и ги презентирал нашите позиции. Меѓутоа сега поради пандемијата сите работи не може, односно таа одлука кога ќе се одржи меѓувладината конференција не може да се каже бидејќи гледате дека целиот свет па и Европската унија функционира во вонредни околности, меѓутоа остваривме огромна победа вчера со тоа што ја добивме одлуката која што не можевме да ја добиеме во изминатите 15 години. Продолжуваме со другите прашања. Имам уште едно прашање исто од телевизија Клан. Дали се веќе прегрупирани преговарачките тимови, како што тоа го налага новата методологија по кластери, односно кога очекувате практично да почнат преговорите? Значи, ние одлуките за преговарачките тимови ги формализиравме во влада, меѓутоа пред да се донесе новата методологија. Новата методологија беше донесена на овој самит, заедно со одлуката за започнување на преговори, така да прво нешто што сега треба да направиме е да формализираме нови одлуки
односно да ги регрупираме преговарачките тимови не по однос на поглавја како што беа претходно направени, туку во однос на кластерите. Јас очекувам дека ќе бидеме многу брзо подготвени со преговарачките тимови. Прашање е како ќе се справиме сега со пандемијата за да се создадат услови за нормално функционирање на тие тимови. Прашање од колешката Искра од телевизија Алфа, како вице-премиер кој интензивно е во комуникација со меѓународни функционери, но и со Македонското Министерство за надворешни работи. Пред себе би требало да знаете зошто уште нема точни информации како ќе се донесат македонските државјани од најкритичните подрачја како Италија, Франција, Шпанија и колку се точно на број од секоја земја. Значи, владата формираше работна група на неколку институции кои што ќе се занимаваат само со оваа прашање. Според информациите кои што денеска беа реферирани во главниот координативен кризен штаб, веќе се прават напори за договарање на чартер летови за враќање на нашите граѓани во земјата. Мислам дека утре ќе бидат вратени од Загреб и од Малта. Списоците има точно определени списоци, односно термини кога треба да се пријавуваат луѓето. Списоците ги прави Министерството за надворешни работи, така да повеќе детали во Министерството за надворешни работи. Како доктор по професија, зошто и покрај препораките кај нас не се применуваат масовни тестирања? Ако немаме тестови, имаме ли намера да купиме? Кога и колку? Исто од телевизија Алфа прашањето. Видете, одлуките што ги носиме ние на главниот координативен кризен штаб се пред се одлуки кои што ги препорачуваат Комисијата за заразни болести и експертите кои се наоѓаат во комисијата. Знаете дека има два вида на тест кој што директно го докажува вирусот преку PCR, односно амплификација на генетскиот материјал на вирусот, и тоа го правиме ние во нашиот Институт за јавно здравје, и има тестови кои што ги докажуваат антителата на вирусот, односно одговорот на организмот на вирусот. Се разбира дека специфичноста и сензитивноста на нашите тестови, на директните PCR методи е многу поголема отколку на серолошките. Меѓутоа, доколку Комисијата за заразни болести препорача примена и на серолошките тестови, тогаш ние се разбира дека таа одлука ќе ја прифатиме, но мора тоа да го достави како предлог Комисијата за заразни болести. И последно прашање, Светлана Унковска, телевизија 21. Дуи не се согласува со кратењето на платите на администрацијата. Дали како партија имате предлог за справување со економската криза и какви мерки предлагате? Нашиот предлог е дека партиите не треба да лицитираат со предлози, бидејќи повеќето партии, односно најголемите партии, сме дел од владата и имаме представници во владата да ги предложиме сите мерки кои што сметаме дека може да има, од кои може државата да има корист. Очигледно дека кризата ќе предизвика сериозни социоекономски последици по државата и тоа веќе се приметува сега, а како ова затварање на економските текови во државата дополнително ќе предизвикува намалување на приходите во буџетот и можноста нормално да се финансираат сите расходи во државата. Затоа постои економски тим е формиран во државата од економските ресори кои што на дневна основа се сретнуваат, но формиран е исто така тим на експерти кои што припаѓаат на различните политички спектри, ако можам да кажам, или биле пак функционери во различни влади, со цел да се даде што повеќе кредибилитет на сите мерки што ги презема владата. Така да ако разговарам во име, бидејќи ова е сепак зграда на влада и не би требало да одговарам како партија, но нашите предлози ќе бидат доставени во влада и немаме намера да држиме пресконференции да предложиме мерки во јавност. Сметам дека во текот на наредните денови ќе се договориме за рестриктивните мерки, кои што потоа економскиот совет треба да даде финално мислење за истите. Во однос на платите на јавната администрација, ние сметаме дека таа не треба да биде прва мерка, туку може да се разгледаат други варијанти како да се справиме со ситуацијата без дополнителна лична траума кон луѓето и кон семејствата во услови кога и така луѓето се травматизирани од самата пандемија. Фалидеро се благодарам, вице-премиер. Поштовани граѓани, представници на медиуми, тука и крајот на пресконференцијата на заменик председателот на владата за европски прашања господинот Бујар Османи. Дарувар читатар. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, овде е крајот на пресконференцијата на заменик председателот на владата заложен за европски прашања господин Бујар Османи. Пријатен ден.